Стефана, добро утро. Се мислев која локација повеќе ја сакам од овие две на кои што сме јас и ти, имајќи предвид дека сум израсната во Македонската радио и телевизија, од друга страна израсната сум некако и во библиотека, секако прво ја бирам МТВ, но ова е моето второ омилено место на светот помеѓу книгите. Што не поттикна да ја отвориме темата утрово, последните податоци на УНИЦЕФ дека голем број од децата во нашата земја немаат основни вештини за читање, не поттикна да размислуваме што како општество, но и како родители, меѓу другото, треба да направиме за да успеат нашите деца. Дека читањето е супер моќ и низ годиниве се обидува да докаже нашата соговорничка која што работи со цел тим околу неа и во рамките меѓу другото на образовниот процес, поттикнувајќи ги дечињата и докажувајќи им дека супер избор е книгата. Татјана Димовска-Атанасова во Македонија наутро, уредничката на Сламина. Тања, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Имаме една поразителна статистика која што неодамна ја објави УНИЦЕФ. Дали оваа статистика е потврда дека изминативе години ни е поважно се само не образованието на нашите деца? За жал излегува дека е така. Децата се помалку читаат, се повеќе се насочени на новите технологии. Тоа буквално им го абсорбира целото слободно време. Поминувајќи неброени часови на мобилните телефони пред компјутерите и лаптопите, се помалку имаат фокус и внимание за да се посветат на читањето, кој од друга страна бара на вистина посветеност, бара да одвоиме повеќе време, да бидеме фокусирани. Меѓутоа, кај нив тоа се помалку го има, затоа што се научени да прегледуваат во многу краток рок многу куси содржини, кои што буквално им прават хаос во мозокот и тоа активира некои други регии во мозокот, преку кои што доаѓаат до задоволство и возбуда во многу пократок рок. Со читањето не оди така, така што се помалку читаат, се помалку тоа им изгледа кул, возбудливо, интересно, така што ние веќе 5-та година поред како издавачка куќа Арсламина спроведуваме на кампања насловена како читањето е супер моќ, се со цел да ги потикнеме децата повеќе да читаат, да развиеме читачката култура, особено кај оние од најрана возраст во фазата на описменување, но и откако ќе се описменат. И со таа цел во третата фаза од оваа кампања, изминативе 5 месеци, се вмреживме со сите скопски општини. Одржавме низа на едукативни презентации со наставниците, директорите и библиотекарите од основните училишта, со цел да придонесеме кон подобрување на ситуацијата со читањето, па понудивме низа на стратегии, методи и алатки како да се подобри ситуацијата, како наставниците и библиотекарите да ги мотивираат децата повеќе да читаат. Продолжуваме со тоа што ја префрламе кампањата по други канали да допреми до родителите, затоа што не се само образовните и просветните работници оние кои што се клучот на успехот, туку пред се сметаме дека децата треба во дома да имаат личен пример, значи особено ни се битни родителите да допреме до нив, да сватат колку читањето и читачките навики се битни за децата. За голем дел од нас, родителите, читањето е миг на оддишка, миг само за нас и не ни е проблем да постигнеме по книга, но за децата, за жал, станува проблем. Како да ги поттикнеме сами да побараат четиво? Многу малку се деца кои што се само иницијативни, кои што туку така од ненадеж ќе посегнат по книга. Значи, сепак мора да имаат пример од дома. Кога се во предучилишна возраст, тоа се родителите или учителките во градинка кои што им читаат приказни, бајки, басни, дали тоа е во периодот пред заспивање или во текот на денот, секогаш кога имаат слободно време, ги упатуваат на книги, на сликовници и така натаму, но подоцна кога се на училишна возраст, кога се возбудени дека ете успеале да го совладаат читањето, многу е битно да се има континуитет во понудата на квалитетна литература и соодветна за нивна возраст. За почеток родителите треба да инвестираат во обновување на домашната библиотека,
да имаат богат фонд на книги кои што ќе им биде достапен на децата во нивната детска соба, па кога ќе им биде досадно да знаат дека еве може да посегнат по книгите. Меѓутоа личниот пример е клуч, истото се однесува и на наставниците и библиотекарите. Децата не нас слушаат што зборуваме, туку го прават она што ние го правиме. Не гледаат што правиме и на тој начин усвојуваат добри или лоши навики, исто и со читањето. Доколку родителот, наставникот, библиотекарот е постојано со книга в рака или барем одреден период од денот, и децата сватат дека тоа е добра навика, ќе го направат истото. Затоа една од многу успешните стратегии која што се применува во тој контекст е стратегијата Drop Everything and Read. Значи, оставаме се и читаме. Може да се востанови одреден период од денот, да речеме 15 на минути, кога сите дома ги оставаме мобилните телефони, ги оставаме сите уврски околу себе, земаме книга, родителите по свој избор, децата исто така, и откако ќе прочитаме одреден дел од книгата, потоа си разговараме за оно што сме го прочитале. Момент не го знаев и многу ми се допадна. Каков успех има кампањата? Еве кога одите да речеме низ училиштата и разговарате со децата, што прво им кажувате? Ги прашуваме дали читаат, што вообичаено читаат, што е оно што ги интересира, кои им се омилените книги, омилените автори и така натаму. И од прилика нашите проекции за тоа што е соодветно како четиво за одредена возраст и оно што децата го читаат се поклопуваат, но оно што позитивно ни изненадува дека по донацијата на 100 книги во секоја училишна библиотека во сите скопски училишта, значи дониравме над 7000 книги, свативме колку децата се радуваат кога ќе им се понудат нови и актуелни наслови. Кога сме кај насловите, се сеќавам пред 10 години, водејќи еден издваков разговор во утринската програма, зборувавме за проблемот со недостатокот на четива и книги за деца. 10 години подоцна го немаме тој проблем, што особено ме радува. Има најразлична литература за најразлични возрасти и вкусови. Така. Има всушност и хиперпродукција кога станува збор за книжевноста за деца, значи изборот е огромен. И жанровски во смисла на домашна книжевна сцена, она што е актуелно и хит во светот. Настојуваме како издавачка куќа Арсламина да донесеме се што е интересно, што е во тренд и што сметаме дека ќе го привлече вниманието нови генерации деца. Цената на книгите на вистина не е висока, се што треба е само родителите да имаат желба и иницијатива и да имаат навика од време на време да го освежуваат библиотечниот фонд во домот. Издвоивме неколку наслови, ќе им ги дадеме како предлог на нашите гледачи, односно на родителите кои што еве сакаат да одберат нешто за своите деца. Јас размислував повеќе во насока на она што би ги привлекло децата да читаат. Доколку детето нема веќе оформено навики, меѓутоа е солиден читач, ја надминал на прва фаза на читање, најдобро е да му се понудат авантури со необични јунаци, како што е случајот со Исидора Мун, која што е половина стамовила, половина вампир, незината братучетка Мирабела, Кити, девојчето кое што дење е девојче, навечер е маче, за момчињата тука е Тото, мачката нинџа. Значи, што е поентата? Децата да се идентификуваат со вакви необични јунаци и заедно со нив додат во возбудливи авантури. Тоа ги држи децата во тензија до крајот на книгата, да откријат што ќе се случи и заедно со своите јунаци се забавуваат, откриваат нови и необични светови. Исто така, добра стратегија на децата да им се понудат хумористични книги, оние кои што ќе ги забавуваат, ќе ги засмеат, од друга страна се едукативни. Еве, како препорака би ги посочила, ги има од Игор Коларов, една топла приказна за едно необично пријателство меѓу баба и детенце, или пак Дневникот на едно кутре Снешко, исто така авантуристична и хумористична приказна. Тука е серијалот ТКЦП, исто така Роалд Дал, серијалот Кралот Светкошорц и многу други кои што сметам дека ќе го привлечат вниманието и на помалите, но не малку поголемите читатели. За децата кои што туку што се описмениле, сатисфакција да прочитаат книга, односно сликовница со малку текст, од манирот на книгите на Ване Костуранов, но и од едицијата Современи бајки од Македонија, Љубов на прв збор. Значи имаме огромен избор на сликовници кои што се убаво илустрирани, ќе го привлечат вниманието на децата со невизуелен момент, но немаат премногу текст, така што детето
ќе чувствува задоволство дека успела само да прочита сликовница. Во овој период од годината, особено летниот и зимскиот распуст, кога зборуваме со дел од родителите, еве да речем дел од моите пријатели кога се слушаме на телефон, што правите, читаме лектири. Многу честа навика кај децата е родителите да им читаат, зборуваме за описменетите деца, родителите да им читаат, бидејќи така родителите сметаат дека си ја завршиле работата, односно дека детето ќе ја слушне лектирата и дека како задача ќе биде комплетирано до новата учебна година. Така е. Тоа е многу погрешен пристап. Сметам дека децата треба сами да си ги читаат лектирите, без разлика колку се вешти во читањето. На некои деца кои што читаат добро и брзо, тоа им оди лесно, меѓутоа други деца се мачат со лектирите затоа што не го совладале. Меѓутоа, единствен начин да се подобрат читачките вештини е со читање што повеќе книги. Колку и време да им треба да им се даде, најлесно родителите да ја завршат работата место нив, ништо нема да направат. Значи ќе се заврши оној задолжителниот дел, детето ќе ја знае содржината, ликовите и така натаму, меѓутоа ќе изостане делот со напредување на читачките вештини. Така што, еве, наш совет како искусни професионалци во оваа дејност е да се остава децата сами да ги прочитаат книгите и во подоцнежната возраст, во погорните оделенија, родителите да не ги читаат и прераскажуваат писмено книгите наместо нивните деца и да настојуваат колку што можат повеќе да имаат контрола во тоа да не ги препишуваат веќе прераскажаните книги од интернет, туку да ги остават децата сами да го направат тоа, затоа што тоа влија и на нивните когнитивни способности, вербално изразување, начинот на кој што нели ги перцепираат работите, како ги ја сваќаат содржината, комплексните односи помеѓу ликовите и така натаму. И ако дете што чита е возрастен што размислува, каков е вашиот впечаток, ќе ги имаме ли доволно возрастни што размислуваат за 10 години, бидејќи ова општество на крајот на денот зависи токму од оваа категорија на граѓани? Да не бевме оптимисти дека можеме нешто да направиме, немаше толку упорни посветена да ја реализираме оваа кампања за која што имаме добиена и специјална награда за како промотор на читачката култура. Наше е да нудиме квалитетна литература, да бидеме поддршка на наставно-образовниот процес, на училиштата, на децата, на родителите, кога се има голем и добро концепиран избор на изданија за деца, сметаме дека ќе ги привлечеме да читаат повеќе. Но кога ќе се вмрежиме со сите релевантни фактори, ќе понудиме и стратегии, методи како децата да го засакаат читањето и како таа навика да се одржи низ годините, бидејќи од пракса забележуваме дека во погорните оделенија има сериозна криза кога станува збор за читањето, мислам дека успехот нема да изостане. Ги кажавте клучните моменти во последниот одговор. Ова е врзан систем. Сите сме алки кои што сме подеднакво важни во системот и придонесуваме за истиот. Ако сакаме деца кои што ќе бидат успешни и писмени, треба да придонесеме сите подеднакво рамноправно. Да, треба да ги едуцираме и родителите, и наставниците, и библиотекарите, тие иако се практичари, овие последниве кои што ги споменав, имаат многу искуство. Преобременети се со наставни материјали, наставна програма, администрација и не секогаш имаат доволно време да посветат на овој сегмент од образованието, кој што пак подоцна придонесува и во тоа какви перформанси имаат и по другите предмети. Докажано е научно дека читањето, односно читачките навики, помагаат децата да имаат подобар успех и по другите наставни предмети, седно дали станува збор за биологија, хемија и така натаму. И освен тоа, ги смирува децата, делува позитивно на нивната психа, исто така го збогатува нивниот речник. Тие деца подосна стануваат возрастни кои што размислуваат, имаат критичко мислење, имаат свој став. Едноставно, светот на фантазијата и светот што не обкружува го добиваат на страниците на една книга и мислам дека подобра и поголема сатисфакција за дето тоа нема. Благодарам, Татјана, за разговорот во Македонија наутро. Ми беше задоволство. Се надевам дека ги поттикнавме родителите, доколку не гледа некој од помладите генерации, дека ги поттикнавме и нив да ги прочитаат прво основните оние задолжителни лектири, а потоа дека имаат апсолутно избори за дополнителна по жанр каков тие сакаат. Јована, имаме ли прашања?